Интензивно се работи на Момин поток. Наскоро скопјани ќе возат по нов булевар, соопшти градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски. Како што посочи, изградбата на клучката Момин поток заедно со изградбата на булеварот Никола Карев е во тек. Во моментов напредува изградбата на атмосферската канализација која ќе се наоѓа во средишното зеленило на булеварот Никола Карев, на потегот од река Серава до раскрсницата со булеварот Словенија. Исто така истакнува Ѓорѓиевски, се работи на левиот крак од новиот мост на река Серава, преку кого ќе поминуваат коловозните ленти со правец од раскрсницата со булеварот Словенија кон клучката Момин поток. За оваа делница конечно се пробива трасата, вели скопскиот градоначалник. Во тек е отстранување на објектите кои се наоѓаат на оваа траса, со што се откочува и целиот процес за изградба на новиот булевар, информираат надлежните. Благодарение на институционалниот притисок вршен внатре во Советот на град Скопје од страна на нашиот советник Маријан Калевски, како и вон институционалниот притисок вршен со нашите јавни реакции и најважното ангажираноста на нашите сограѓани со испраќање мејлови до надлежните институции и давање поддршка за нашата иницијатива на социјалните мрежи, градоначалникот Орце Ѓорѓиевски најави дека оваа година на прославата огномет нема да има, велат од Зелен хуман град. Оттаму потенцираат дека потегот на градоначалникот Ѓорѓиевски го сметаат за позитивен, но истовремено сметаат дека не сме една вака клучна материја да е нечие дискреционо право. Денес овој градоначалник донел позитивна одлука, утре некој друг нема да донесе таква. Останува фактот дека огнометите и пиротехниката на хартија се дозволени со поседување лиценци и обезбедување стручни лица кои ќе ракуваат со неа. Инсистираме оваа високоризична материја да се нормира и законски да се забрани експлицитно и на отворен и затворен простор, велат од граѓанската иницијатива. Оттаму подсетуваат на нивното барање што побрзо собранието да усвои законски измени и да забрани огномет и каква било пиротехника на затворено и отворено. Скопската централна новогодишна прослава без огномет представува мално значаен чекор кон подобрување на квалитетот на животот на најранливите групи граѓани во Скопје, намалување на преголемото загадување на воздухот и на сите медиуми на животна средина. Се разбира етички чекор кон тоа безгласните жители на Скопје, животните, да не доживуваат енормен стрес и потенцијална смрт за 3 минути забава, велат од Зелен хуман град. Општина Бутел додели 4 милиони денари финансиска помош на спортските клубови од општината. Локалната самоуправа секоја година ги поддржува спортските клубови, доделува спортски стипендии на најдобрите спортисти од Бутел. Во општина Бутел се градат спортско-рекреативни центри во секое населено место. Во Бутел вредноста на спортот и спортските успеси е најголема, изјави градоначалникот на општината Дарко Костовски. Костовски изрази надеж дека финансиска поддршка ќе поттикне напредок во сите спортови и спортистите ќе освојуваат европски и олимписки медали. Голема еколошка акција за разубавување и раззеленување се одржа на територијата на општина Кисела Вода, при што беа засадени околу 500 садници од зимзелени и други видови дрвја. Акциите се одвиваа симултано на повеќе локации, вклучувајќи го паркот идни на дворовите на сите основни училишта, како и површини во 13 урбани и местни заедници. Во садењето директно учествуваа градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска, генералниот извршен директор на Титан Усје Костас Николау, како и голем број вработени од општинската администрација, компанијата и граѓани кои се приклучија на иницијативата. Градоначалничката Стаменковска Трајковска истакна дека оваа акција е дел од долгорочната стратегија за рамномерен развој на зелените површини. Се заблагодари на директорот Николау за покажаната општествена одговорност. Градоначалничката нагласи дека соработката со бизнис секторот е клучен сегмент во развојот на општината. Од јавното предпријатие Лајка, предпријатието за хуман третман и благосостојба на бездомни куќиња, информираа дека минатиот четврток на критичните локации Систина, Реплек, Карпош 4 и последна 24-ката в Талиџе
каде што подолг период се соочувале со потешкоти во заловувањето на бездомни кучиња. Овој пат координирано и успешно успеале да заловат 9 кучиња. Овие локации се меѓу најпријавуваните од страна на жителите на град Скопје. Заловените кучиња се безбедно преземени, ќе бидат опфатени со соодветна ветеринарна постапка. Здравствен преглед, стерилизација, кастрација и микрочипирање, пошто ќе следува нивно враќање или вдомување, согласно законските процедури, соопшти од Лајка. Оттаму вела дека продолжуваат со интензивни теренски активности, апелираат до граѓаните и понатаму да пријавуваат проблематични локации, бидејќи само со заедничка соработка може долгорочно да се реши проблемот со бездомните кучиња. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.